Oh là là, oh. Arrêtez, mes enfants, arrêtez. Жан, odmorete ги коњите, за 2 часа се враќаме назад. Bien sûr, messieurs. Господине генерален инспекторе. Да, поведете. C'est ça, oui. Allez, mes enfants. Господине генерален инспекторе, да ви го представам нашиот најдобар професор, господинот Сепардие. Да, неговиот клас е најдобар во нашево училиште, во Гренобал. Да. Господине Молам. Тепардие. Да, господин инспекторе, повели. Господине Тепардие, мене ме интересираат деца, исклучителни таленти. Повторувам, исклучителни таленти. А какви таленти, господин инспекторе? Не ве прашав вас, господине директор. Да, не ме прашате. Сепардие, одговарај, Сепардие. Тепардие, господин директоре. Па вака, господин инспекторе. Мишел Жобер. Е вистински талент по математика. Втор Рене Декарт. Не ме интересира. Анри Паскал. Е изключително талентиран за физика. Втор Нютон, верувайте. Да, втор Нютон. Не ме интересира. Сепардие, имате ли некој по хемија? А да, втор Лавозие, Жилбер Трозер. Талент по хемија. Не и не. Но, господине инспекторе, ова се најталентираните деца во нашето училиште, во Гренобал, во Франција. Господинот Сепардие е поставен лично од префектот на Наполеон да работи со ни по математика, физика, хемија, биологија, минералогија, воени тактики, литература, јазици. Мене ме интересира исклучително вонсериска личност. Имате ли таков ученик? Не. Да? Не. Да. Кој е тој Сепардие? Египтянецот. Жан-Франсуа! Течно говори латински и грчки. Го познава хебрејскиот јазик, а се служи и со арапски, халдејски, сиријски, старокинески, санскрит и коптски. Копски? Сепардие, што се случува? Сокол слета од небото кај египтјанецот. Како се викаш? Жан-Франсуа Шамполион. А вистина ли е тоа што го тврди твојот професор? Да, господине генерален инспектор. А твој ли е соколот? Најстрого е забрането да се чуваат животни во училиштето. Не, господине генерален инспектор. Тоа беше Хорус. Хорус? Да. Бог сокол, бог на сонцето.
Господин инспекторе! Господин инспекторе, со него нешто не е вред. Да. Што не е во ред? Не се дружи со никого. Често е отсутен со духот, на моменти влада. Што влада? За Египет, за фараоните, за разни египетски божества. Затоа и другите го нарекоа египćanец. Тоа беше знак. Иако познавам толку јазици, ова не можам да го разберам. За жал, хиероглифите не ги разбира се уште никој. Ова се хиероглифи? Светото писмо на египтјаните. Да, А од каде ви се? од Египет. Јас бев член на египетската комисија под команда на Наполеон Бонапарт. Работевме на обемни истражувања. Ја откопувавме цивилизацијата која потонала во заборав. Хиероглифите. Да. Египтјаните ги употребувале хиероглифите. Знаци што представуваат реални цртежи на живи суштества и мртви предмети. Хиероглифите се пиктографско, Какво? сликовно писмо. Оделни знаци изразуваат цели зборови. И ден денес сите светски лингвисти и египтолози сметаат дека хиероглифите се тајна на египетската цивилизација. Се уште тајна. Јас ќе ги дешифрирам, господине генерален инспектор. И престани со тоа, господине генерален инспектор. Јас сум за тебе Жан Батист Фурние. Господин Фурние. Да, господине Фурние. Јас ќе ги решам. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Значи, Фурние, Го пронајдов.
Го пронајде каде? Во Греновол, царе. Зборувај, Фурние. Царе. Тоа е едно чудно, слабичко 14-годишно момче. Страда од епилепсија. И Цезар имал епилепсија, Фурние. Тоа е првиот знак. Момчето научи самоуко да чита и пишува. Латински, грчки, хебрејски, арапски, старокинески, санскрит и копски јазик, сире! Царе, Фурние, царе. Да, царе, Ваше Величество. Навистина интересно. А вториот знак? Соколот слета врз него, царе. Хорус? Хорус слета врз него? Да, царе. Му возможуваш ли да работи, Фурние? Да, царе. Достатни му се сите сознанија за фараонскиот Египет. Мене ме интересираат само резултатите, Фурние. Царе, момчето набрзо напиша научна расправа. Египет под владење на фараоните. Преполна со смели научни тези. Професорите од наставничкиот колегиум, кога ја прочитаа неговата научна расправа, решија веднаш да го примат во своите редови. А момчето од возбуда падна во несвест, царе. Почна ли да ги дешифрира хиероглифите, Фурние? О, не, царе, не. На тој проблем му приоѓа, царе, мошне обстојно. Преку источните јазици сака да ја запозне психологијата и менталитетот на луѓето од исток и со самото тоа да се доближи и до начинот на мислењето на древните египтјани, царе. Премногу компликувано и долго, Фурние. Тој смета дека само на таков начин ќе дојде до клучот за дешифрирање на хиероглифите, царе. Фурние, ние сме другари од детство. Но мене ништо не ме спречува да мрднам со малиот прст и ти да завршиш на гилјотина. Ме слушаш ли ти мене, Фурние? Секако, царе, секако. Ако твојот прст мрдне, царе, тогаш тајната на една исконска цивилизација ќе остане неоткриена. Мене ме интересира златото од таа цивилизација. А до незиното злато ќе дојдеме само ако го дешифрираме незиното загадочно писмо, царе. Фурние, јас тргнувам против целиот свет. Значи, ми треба златото од таа цивилизација. А златото е закопано во пирамидите, под земја, кој знае каде. А каде е сега твојот гений со звезда на челото, Фурние? А тука е во Париз. Студира историја. Живее бедно на една мансарда во Лувар. Да му помогнам финансиски? Со гладен стомак подобро се учи. Значи сакам резултати и тоа што поскоро. Секако, царе.
Što je? Što gledaš? Što ti je, Gajle? Da ne ti se vrtka nekakav sokol около куќава. Да, ми ги испоизеде сите гулави. Од кај знаеш ти? Ти пишува на челото. Значи, што прави горе? Горе учи, пишува, влада, пак учи, пишува, влада и се така во круг. А има ли посета? Женска, а? Секако. Не. Не ги сака девојките. А мажите? Да. А какви мажи? Млади, возрастни? Мртви мажи. Мумифицирани, как такви, што изумреле пред илјадници години. Такви. Овие, како се вика, Фараони. Фараони, така. И поповите, откако умреле тие, за да ги сочуваат, и ми ја ваделе натрешноста. Да. Джигери, црева, бубрежи, срца. Да појдеме. Ајде. Ајде, штом си запнал толку. Ајде. Кронисаниот принц Аменофис, кога наполнил 21 година, се оженил со прекрасната Нефретити. О, Неферу, Вајра! Земјата стои во твоите раце. Ти си ми во срцето. Ти си трајњето на денот. Очи на убавината додека заоѓаш. Кога изгреваш, земјата живее. Кога заоѓаш, убавината замира. Аменофис владел со теба 4 години. Потем се населил во новостворениот град, што го нарекол Ектатон. Го сменил своето име Аменофис со Екнатон и наредил сите богови да се избришат од храмовите, спомениците и гробниците. За единствен и врховен Бог го прогласи Латон, Бог на сонцето, а себе
за негов син. Се искрева среде небото зажарен Атоне, творец на животот, создавач на вечноста. Ти, диско на денот, возвишено достоинство, го сместуваш Нил на небото жив да тече. Господа, за што можам да ви помогнам? Мислевме дека не ви е добро, па додовме да ви помогнеме. Изнесувате занимлива теза. Во период на празноверие, во земја обременета со политеизам, Екнатон вовел монотеистичка религија која заостанува зад христијанството само со осуството на Христ. Екнатон бил Исус пред Исуса. Исусе. Но тоа не било начин на живење, туку само вежба по теологија. Имате право, господине генерален инспекторе. Кога умрел Екнатон, Да? свештениците го урнале неговиот бог Атон. Ги вратиле старите богови, а неговото име го испришале од сите надписи. Етјен! Не. Вие можете да не напуштите, слободен сте. Но, господине Фурние, на што е должен вашава посета? Имам сознание дека сте се развиле во жештен републиканец. Точно. И не го криете својот негативен однос спрема Бонапарта? Пишувате песни, памфлети, сатирични песни и така натаму и така натаму. Сосема точно. Но тоа е многу опасно. Може да ви летне главата. Вие тоа нема да го дозволите. Не ве разбирам. Јас, Екнатон, син на Атон, ги читам мислите на моите слуги. Се уште не ги дешифрирам. Работам на француско-коптискиот речник. Интензивно собрав огромен број зборови, околу 10.000 страници. Кога ќе ја завршам ова работа, ќе почнам со хиероглифите. Знам дека гориш од желба да го направам тоа што поскоро. Фурние, не можам повеќе да дишам во овој простор. Во ред. Ќе средам во Гренобл да ја добиете катедрата по историја. И Екнатон бил мал и дебелникав, но премногу амбициозен, како нашиот цар. Бонапарт! Лично, господине фараон Екнатон. Не очекував вие лично да дојдете во мојове скромни одаи. Царе? Цар и фараон. И двајцата не патиме од скромност, Екнатоне. Да, но... Познати ми се твоите политички анимозитети кон мене. Но мене ме интересира твојата работа. Докаде стаса со француско-коптскиот речник? Мојот речник станува се подебел, а јас се потенок, царе. Фурние... Царе?
Речникот да се издаде што поскоро. Секако, царе. А сега чекаат хиероглифите, Екнатоне. Побрзајте. Јас не се брзам. Јас се брзам! Вред, царе. Тогаш ми треба црната розета. Ви треба... Што? Црната розета, царе, што нашите трупи ја пронајдоа на западното устие на Нил, близу градот Розет, во тврдината Рашид, крај Александрија. Црната розета содржи текст со хиероглифско писмо. Под него е напишано демотското писмо, а под демотското текст на грчки јазик. Во ред, дајте му го тој камен. За жал, царе, црната розета е кај англичаните. Во Британскиот музеј ја чуваат како најголема тајна. Моравме да им ја предадеме според мировниот договор склучен во Александрија. Фурние, јас издадов наредба од сите споменици да се направи копија отпечатена во гипс и глина. Да, царе. Значи, Екнатоне, за неколку дена копијата од твојата црна розета ќе биде во твојава соба. Екнатоне, што ќе му кажете на еден цар кој се брза? Зар е обврска во животот да се биде моќен? Фурние. Sulla pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Успеа ли? Не, Не. за жал се уште не. Мислев дека ќе умрам среќен. Да умрете? По 5 минути на гилјотина. Вие сте ми последната желба. Нашиот цар интерниран чмае на островот Света Елена, а јас ќе чмајам под земја. Пред 23 години Наполеон го освои Египет и почна неговиот сон за славата. Пирамидите со својата мистерија се вишеа до небото, а свингата со својот вечен спокој ги обеспокојуваше нашите војници. Бев задолжен за ископините. Вршевме огромни истражувања и за научни, и за целите на Наполеон Бонапарта. Знаевме дека под тие чуда лежи огромно богатство на исчезнатата цивилизација. Имавме сведочење и од мештаните. Нешто и пронајдовме. Сосема оскутно. Недоволно за да малиот преамбициозен артилерец Бонапарта опреми војска и да го освои целиот свет како Александар Македонски. Требаше да се прочита нивното писмо и да се дознае каде лежат нивните цареви, обкружени со злато, диаманти, смарагди.
Pronajdovme тони папируси со хиероглифски записи, но каде е скриено богатството на исчезнатата цивилизација? Еден ден влегов длабоко во пирамидата, се изгубив. Талкав со часови. Почнав да се гушам. Одеднаш блесна светлост. Се појави сокол пред мене. Во глава ми ечеа зборовите. Човекот што ќе го прочита хиероглифското писмо ќе биде покажан токму од него, од соколот Хорус. Господине Стоун! Господине Стоун! Господине Стоун! Господине Стоун! Што е, Дик? Што е? Во собата. Во собата каде што се наоѓа каменот од Египет, црната розета. Има човек. Дик. Како човек? Каков? Не знам каков човек, ама во собата има човек. Дик, тоа е невозможно, Дик. Што ти е тебе? Ти знаеш дека таму е забрането влезот на било кој да... Знам. Може би е велшанец. А може би шкот. Да појдеме. Господине, ово е забрането место. Кој би дозволил да влезете? Хорус. Хорус? Моите гипсени отпечатоци не беа најдобри. Морав да го видам оригиналот и да го прочитам. Да го прочитате? Да. Кои сте вие? Синот на Атон. Жив во вистината. Вечен во траењето на умирањето. Господар на диадемите. Вечен во мислите на смртните. Кои сте вие? Екнатон, фараон на горниот и долниот Египет. Кои сте вие всушност? Јас сум Жан Франсоа Шамполион. Галски петел во магазинот на Британската империја. Француз. Ви велам, штом им се раздени на французите, ќе им се стемни на британците. Слушајте вие, господине Шамполион, или како ви е драго да се викате. Ние овде не се наоѓаме на спиритуална сеанса, туку во тајната соба
на Британскиот империален музеј за дефинитивното откривање на тајната на хиероглифите. Цртежите не го изразуваат целиот предмет, туку само првата согласка од неговото звучење. Така, египетјаните добиле 24 согласнички знаци, но за жал не отишле понатаму. Не успеале да го остварат за луѓето пресвртниот пронајдок, азбуката. А сепак, египетското писмо било во употреба речиси 5000 години. Чекайте ве, молам, чекайте, кажете ми конкретно. Како успеавте да ја откриете тајната, да ја дешифрирате тајната на иероглифското писмо? Овој надпис, Да? што е врежан во црнава розета. Знаете што пишува? Никој ништо не знае. Рамзес. Рамзес? Да, Ра- Рамзес. Да? Името на фараонот Рамзес. Фараон на новото египетско кралство. Првиот круг е символ на сонцето Ра. Во египетскиот јазик се пишува со гласот Р. Последните две букви се исти. Во египетското писмо и јазик, како и во арапскиот и во еврејскиот, вокалите не се пишуваат. Ако според реперот на грчкиот јазик ова е Рамзес, тогаш последните два знака се буквата С. А она во средината може да биде само буквата М. Значи Рамзес. Тоа беше почетокот. Дик! Тајната книга? Ќе го прочитате ли ова? Ова ви е докторски рецепт. Ако е заболен стомакот, да се земе комин, гускина маст и млеко од коза. Да се измеша и испие одеднаш. Ви велам, штом французите мешаат, британците пролив добиваат. Дик! Дик. Да. Ајде, Дик, А ќе го прочитате ли ова? Ве молам. Ова е светата порака на Ра. Хорус. Ќе ја прочитам светата тајна на Ра. Пораката на Ра. Луѓето се деца на Ра. Луѓето се деца на Амон Ра. Вечност на сознанието. Музика на светлината. Блесок на тајната. Вечност